Божи благослов, возлюбени браќа и сестри. Јас сум Джими Нович и денес Бог ми стави на срце да ви прочитам неколку стихови поради кои милиарда, ако не и повеќе христијани се во заблуда и конзумират храна од нечисти животни, во кој се збројував и јас до пред година и пол, се додека не почнав да истражувам светата Божја реч. Тие стихови се најдуваат во Апостолски дела, 10 глава, од 9 до 16 стих. Вака велат: А утре ден додека тие патуваа и наближуваа до градот, Петар излезе околу 6 час, се качи на покривот на куќата да се помоли. Огладна и посака да јаде. И додека му приготвува јадење, тој имаше видение. И виде отворено небо, и некаков сад, како големо платно, да слегува и се спушта со своите 4 краишта на земјата. Во него беа сите четвороножни животни, и земни лазачи, и небесни птици. И еден глас му рече: Стани, Петре, заколи и јади. А Петар рече: Никако, Господи, зашто уште никогаш не сум јал нешто погано и нечисто. И гласот повторно му се јави: Она што Бог го очисти, ти не наречувај го погано. И тоа се случи 3 пати. И садот веднаш беше земен на небото. Ете, тоа се стиховите кои се погрешно толкувани, и за тоа ќе ви дадам доказ во истата глава, понапред во 28 стих и 29, вака вели Петар: И им рече: Вие знаете дека на јудеец не му прилега да се дружи со човек од друг род и да доаѓа при него, но мене Бог ми покажа никого да не наречувам поган или нечист. Затоа дојдов без приговор, кога ме повикавте. Затоа прашувам по која причина ме повикавте. Овде Петар им објаснува дека на јудеец не му прилега да се дружи со човек од друг род или поготово да влегува во неговиот дом. Но Петар го имаше ова видение пред да го повика Корнелија. Затоа топло ви препорачувам не само од 9 до 16 стих, но целата 10 глава да се прочита. Од 1 до 29 стих се објаснува убаво, но и целата глава да се прочита е корисно, за да разберете дека не се работи за прочистување нечисти животни и дозвола за нивно конзумирање, но се работи за прочистување на нечисти, односно незнабожци. Дека Исус Христос, нашиот Спасител, дојде за сите, и грешни, и нејудејци, за сите, за сиот свет, не само за јудејци. Тоа се објаснува во овој контекст. Топло ви препорачувам да го прочитате, да го разберете и да не живееме во заблуда. Пошто јас бев еден од нив до пред една година и пол, конзумирав секаква храна нечиста од нечисти животни. Но кога се задлабочив во Светото писмо, кога почнав да истражувам, тогаш Бог ни ги отвора и духовните очи и ни ја покажува вистината. А топло ви го препорачувам и вас, браќи и сестри. Нека Божиот мир и благослов обилно се излее врз вас и вашиот дом. За крај ве замолувам да го лајкнете видеото, споделите и коментирате, за да достигне до што поголем број наши браќи и сестри христијани и да им се отворат и нив духовните очи. Божи благослов.